Изненадувачки ажурно реагираа стручните тимови на општините откако Светска банка и Министерството за финансии најавија 25 милиони евра за заштеда на енергија. Поголем дел од нив точно знаат кои објекти енергетски им се најпропусливи и каде најмногу им одат пари за струја. Смederevo има намера да аплицира за до завршување на обезбедување на фотоволтаици за прештителната станица за отпадни води во село Мачево, со тоа што на тој начин ќе овозможиме поголем дел од потребната електрична енергија за пречистување да се обезбедува преку овие фотоволтаици. Во преден план ми е градинката Архилка Гонева. Планираме да го замениме и грејењето таму во градинката, наместо нафта да трошиме преку водни пумпи, да го смениме грејење и ладење фактички да има во градинката, функционално да биде 365 дена во годината. Освен тоа, планираме да поставиме и фотоволтаици, бидејќи овој област ќе биде и за поставување на фотоволтаици. Можноста која општините од вчера ја имаат е голема, бидејќи под многу поволни услови ќе заштедат многу енергија, односно пари. Висината на финансиската поддршка за една локална самоуправа може да изнесува од 50 до 750.000 евра и истата зависи од проценетата вредност на предложениот општински проект. Со подпишување договор со Министерството за финансии, 80% од овие средства општината ќе ги добие како подзаем, додека останатите 20% како грант. Информираат од Министерството за финансии. Од друга страна, дел од општините кои инаку инвестираат многу во заштеда на енергија, за конкурирање на овој повик во моментов се воздржани. Во моментот, како општини, како институции, не сме спремни да аплицираме на официјалниот повик кој што е сега за општините, кој што 80% е грант и 80% се повратни средства, 20% се грант. Ние како општина заедно со нашите институции во изминатиот период реализиравме неколку проекти кои што се во делот на енергијата и енергетска ефикасност. Конкретно имаме инсталирано 4 фотоволтаични централи, од кои што 3 се на општинската зграда, на комуналното предпријатие и на училиштето Страшо Пинџур. Во моментот се работи на завршување на енергетска ефикасна фасада некаде околу 2000 квадратни метри на училишната зграда во Централното училиште Страшо Пинџур. Главно енергетски најпропусливи во општините се училишните згради и градинките. Досега една од поголемите ставки на општините се трошоците за електрична енергија и месечно за оваа намена се плаќаат околу 150 до 200.000 евра.